Здраво, вие слушате Радио Канал 103. Ова е 63-тото издание на емисијата ТВ 103, односно специализирана радио емисија посветена, се извинувам, на актуелните и квалитетните ТВ серии. А денес, наместо да го посветам изданието на емисијата на една ТВ серија, одлучив да го поделам на две серии, но при таа поделба сепак да задржам некаква си тематска консистентност, затоа што двете серии имаат еден заеднички именител, а тоа е пред се богатиот музички каталог на The Beatles. Меѓутоа, секоја од документарните серии му приоѓа од различен аспект на истиот. Првата се базира на аналитичкиот пристап кој што го има Рик Рубин и Пол Маккартни, кои ги преслушуваат и ги разглобуваат, односно елемент по елемент, самите композиции на Битлси, а втората е всушност документарен филм за документарен филм, кој бил снимен и ставен во бункер пред 50 на години, кој дури денес излезе на виделина, кој што е составен дел од снимањето на пробите на бендот, додека се подготвувале да го изведат нивниот последен настап во јавноста и ги подготвувале и самите песни кои ќе се најдат на последното студиско издание пред да го издадат, тоест прошталниот Let It Be. Станува збор за ТВ сериите Маккартни 321 и Get Back, за кои ќе ви говорам денес, со цел да сите заедно да ја славиме Битлманијата. Меѓутоа, наместо да ги преслушуваме нивните композиции, одлучив оваа емисија да слушаме кавери од најразлични албуми кои се посветени на делото на Битлси. Ги има мал милион и многу тешко е да се избере од нив на кој правец ќе се би се движела една емисија, со оглед на тоа што може буквално од реге обработки албуми, од джез обработки, до свинг, до латино, до хард рок, до хеви метал, значи буквално сите музички жанрови, подвидови, амбиентални дури музички албуми, сите тие се посветени на великаните на рок-н-рол од Битлси. Меѓутоа јас одбрав од сепо нешто, се разбира во домените на хард рок провениенцијата, да слушнеме композиции кои што се блиски до дисторзираната музика која што се негува пред се во оваа емисија, па поради тоа ја започнавме со Back in the USSR од веселата дружина на Леми Килминстер, кои што заедно со Джон Фајф и Ерик Сингер ја отвори оваа емисија. Потоа слушнавме Magical Mystery Tour, обработена од страна на Джеф Скот Сото, Ингви Малмстин, Боб Кюлик и Джеф Пилсон и Френки Банали, ако не се лажам. Па слушнавме една комбинација помеѓу членови на Anthrax и Deftones. I Feel Fine ја слушаме во изведба на Џон Буш, Стивен Карпентер, Майк Инес и Џон Темпеста. И за крај слушаме I Saw Her Standing There, предводена од Џон Кораби и Фил Кембл. Така што ќе продолжиме уште една композиција да слушаме од според мене најквалитетниот албум посветен на Битлс, именно како Butchering the Beatles. Односно тоа е композицијата Lucy in the Sky with Diamonds, која што ја изведува Джеф Тейт, Руди Сарсо и мешавина од членовите на прогресивните бендови. Потоа, традиционално слушаме, излегуваме надвор од концептот, секоја емисија, и слушаме една композиција од Rage Against the Machine, заради тоа што сте безобразни, тешко вие да носите маски, а немате проблем да си правите лице едни на други, така што додека не ви дојде памет ги слушаме Rage Against the Machine, Evil Empire го преслушуваме, односно композицијата People of the Sun. Доколку сакате да дознаете зошто се Битлси едни од најзначајните музичари на минатиот век, тогаш вие сте на вистинската фреквенција која понира од сферата помеѓу појавното и имагинарното, кај што се крие еден притаен меѓусвет, нудејќи можности за одгатнување на енигмите на постоењето. Јас сум Златко Ѓелевски, а вие останете вклучени. Започнува програмата на ТВ 103. Вие слушате Радио Канал 103, ова е емисијата ТВ 103 со своето 63-то издание, посветено на две исклучителни документарни ТВ серии, од кои што првата е Маккартни 321, односно документарен мини-серијал, режиран од страна на Зекери Хейнзерлинг, режисерот на Cutie and the Boxer и
бројни епизоди од ТВ серијали, реализиран за потребите на Hulu е овој серијал. Серијалот се состои од 6 епизоди, секоја од нив трае 30 минути, што значи дека ви се потребни 3 часа да ја изгледате серијата во целост, што се постигнува на едно седнување според мене. Сега, за разлика од оваа препорака која што ја давам, јас ја гледав во текот на цел ден, со тоа што знаев да пуштам епизода 2, да завршам некоја обврска и пак да ја се навратам на серијата, така што ме дружа овие двајца водители во текот на цел ден. Објавено беше во целост на 16 јули 2021 на Hulu, односно стриминг сервис кој веќе сте запознаени дека се доста почитувани во рамките на оваа емисија, баш поради тоа што се фокусираат на квалитетот во нивната понуда, а не на квантитетот. Така, например, Долпсик е последната серија на овој канал за која ви зборував, а предходно имам реализирано емисии за The Premise, Nine Perfect Strangers, American Horror Stories, Monsterland, Miss America, Little Fires Everywhere, Devs, The Act, Rami, The Great. Значи, огромен број на ТВ серии од Hulu се најдоа во овие 63 селектирани епизоди од моја страна, кои ги имам реализирано за ТВ 103, така што ќе се фокусирам да го извадам на површина квалитетот кој што и тоа како го поседуваат и го нудат Hulu. Немаат други документарни музички серии, барем јас кој што сум запознаен, со оглед на тоа што нели најчесто се фокусираат на криминалистичките документарни серии, значи од тој ранг и од тој тип. До ден денес имам скепса во раководството со овој стриминг канал и неговата независност пред се, затоа што авторите имаат релативно одврзани раци. До ден денес ме плаши фактот што Hulu е во собствеништво на Disney, па империјата на Disney го користи како сестрински стриминг канал, кај што завршуваат серии за возрастни гледачи кои не може да се најдат на Disney+. Се додека некој малумен не ја добие нели идејата да ги наметне цензорските критериуми на Disney+ врз Hulu, и нема да имаме некој проблем во мигот кога ќе заборават какво богатство е овој стриминг канал. Јас лично ќе им објавам војна на Disney. Така што сакам суверенитетот и авторството на Hulu да биде загарантирано, барем во контекст на авторските творби кои што може да се најдат на оваа стриминг платформа. Многу често сме биле сведоци на уништувањето на одличен концепт кој што функционирал и во теорија и на дело, само за тоа што нели некој алчен сакал да диктира свој невкус. Само да во потсетам дека MTV беше музички канал и погледнете денес што се случува со него и ќе ви стане јасно од каде се раѓа мојата загриженост и скепса и моето дување дури и на ладно, што ви рекле народски. Действието на Мекартни 321 е многу едноставно за следење, со оглед на тоа што се одвива во една затемнета просторија, кај што се наоѓаат продуцентот Рик Рубин и музичарот Пол Мекартни од Beatles и Wings, кои разговараат пред се присетувајќи се на славното минато на бендот, кој ја промени музичката историја, започнувајќи ја битолманијата широм светот. Тоа значи дека музиката на бендот е изговор да се дискутира за дружбата која што имал Мекартни со Харисон и Ленон во младоста, за доаѓањето на Ринго Стар и комплетирањето на бендот и пред се влијанието кој го имал, например, Бах во компонирањето на творбите на Мекартни, соработката која што има на интимистичко рамниште со помош на Ленон, кој што се еден од најзначајните дуа на композитори и текстописци. Потоа напоменато е и значењето на тоа трансцендентално патување во Индија. Меѓутоа и интригантно е соперништвото кое што го имале Битлси со Beach Boys, кои како реакција на нивниот материјал го снимаат Pet Sounds, а Битлси како реакција на нив го снимаат Sgt. Pepper and the Lonely Hearts Club Band, кој што повеќе би рекол можеби дека е на рамниште на тоа што се појавува во Британија Pink Floyd како една фасцинација од подземјето, па овој албум е своевидна
своевиден одек на The Piper and the Gates of Dawn, меѓутоа тоа е веќе една многу долга дискусија која што е за друго место. Маккартни посочува конкретно дека Pet Sounds ги мотивирал да создадат нешто што ќе биде дораснато на негово ниво, односно ќе се себе докажат дека и тоа како се доминантен бенд во рок-н-рол сцената, и потоа преку практичните примери во оваа серија се раслојува една композиција на миксета и може да се огледаме пред се инвентивните начала на кои бендот умее да ги предизвика нормите на компонирање, создавајќи атипични творби со атипични решенија, кршејќи ги музичките конвенции, но и трансформирајќи го пред се собствениот звук во зависност на промената на музичките трендови, како навлегуваат во хипи движењето и ги прошируваат погледите пред се на светот, така и се менува нивниот музички подпис кој што го имаат и морфира Битлси во нешто со што е сосема поразлично од тоа на што сме навикнати на почетокот на нивната кариера. Со оглед на тоа што миксетата се наоѓа насреде хангар, а околу неја има режисерот огромен простор да ја движи камерата, умее да улови одлични кадри, а самиот чинител што е иземена бојата во овој документарен серијал, остава простор за естетско поигрување со сноповите на светлина кои ја пробиваат фотографијата и создаваат едно прекрасно табло во кое се уловени Рик и Пол, така што иако на хартија делува како досаден потфат во кој двајца старци слушаат песни на Битлс и прават муавети од стилот на во мое време, во најмала рака ќе добиете одлична црно-бела фотографија, па макар и да не ве интересира разговорот кој што го водат овие еминентни познавачи на популарната музика. Кога се прави селекција, секогаш повторувам дека не може се да се избере. Не барем по сечи вкус, туку напротив, тоа изворот е и треба да биде рефлексија, односно да рефлектира нечи вкус, а не сечи. Па така што не очекувајте ако вашата најомилена композиција на Битлси нема да дојде на дневен ред во оваа серија. Сепак Рик прави избор и на неколку подзаборавени композиции од албумите, иако не може да се избегне и да се проговори за снимањето, односно за анекдотите за време на снимањето на неколку од хитовите, затоа што сепак овие песни морале постојано да ги свират членовите на бендот за да ги запамтат, заради тоа што немале технологијата нема дојдено толку напред во минатото да имаат мобилни телефони за да ги снимаат демоата која ќе им дојде инспирација, односно морале константно да ги преповторуваат за да може да се присетат кој сегмент како бил изведен и каде се наоѓал точно во композицијата, со оглед на тоа што сепак не се тоа музичари кои што имаат децении потрошено на нивна собствена музичка доедукација, едноставно биле пасионирани инструменталисти кои што во стадиумите на наплив на инспирација земале инструментот и буквално им досаѓале на сите луѓе околу нив за да најпрво да запрашаат дали се повторува некоја песна, односно дали се поклопува со нешто што претходно го има слушнато, стравувајќи од плагијаторство, со оглед на тоа што и тогаш немале шазем на нивните мобилни телефони кои што не биле измислени. Така што на доста примитивен начин се обидувале да ги најпрво запаметат песните и потоа да ги компарираат со сето тоа што успеале до тогаш да го слушнат, заради тоа што ниту Spotify, ниту YouTube не биле на располагање, па да пребараат дали можеби некоја композиција наликува на некоја друга. Така што предизвиците да се создава музика во тоа време биле големи и може би од една страна олеснителна околност е тоа што и рок-н-рол е во самиот зачеток, така што ретко може да се поклопи може би некаков риф или да се поклопи некаква си интенција на некоја мелодиска линија, со оглед на тоа што нема толку богата музичка историја за себе и се што би направиле било некакво родоначалнички исчекор во некаков си подвид или поджанр или експеримент кој што сакаат да се впуштат, кој што доколку денес би бил направен, би бил
би бил минлив, односно би бил суопарен со оглед на тоа што веќе некој некогаш некаде го има направено многу подобро од нив. И таа е една од проблематиките кои што се соочуваат самите Битлси, односно нивната релевантност, заради тоа што со текот на времето доколку силно би се подпреле на тој музички зачаток кој што го има со тие певливи песничења строфа рефрен, дефинитивно би изгубиле секаков допир со музичките текови во 60-тите години и би станале поефемерни отколку тоа што се. Меѓутоа, тие се обидуваат да експериментираат со својот звук, секој албум да има поразличен пристап и пред се да се пронаоѓаат себе си во музиката која што е нивна интимна експресија, како што може тоа Маккартни најдобро да го отелотвори со помош на дадените примери на раслојување и разглобување на композициите, што е многу интригантно заради тоа што си поигрувале во студио, очигледно уфрлувале звуци и инструменти кои што се крајно нестандардни за комплетирање на некоја композиција. Меѓутоа, да, закопани се тие делници длабоко во самиот микс, кој што само при разграничување на каналите може да согледаме подетално што точно всушност погребувале од под тоа брдо на звучна кохезија која што е препознатлива за Битлси. Од секогаш ми се допаѓал процесот на деконструирање на некоја композиција за аналитички или се разглоби на најмали парчиња, па вадењето на каналите на Рик и тоа како ми се допаѓа за да можам да слушнам што точно прави Пол, а што Џон и кои се дополнителните звуци кои што нели се кријат по сетата бучава. Сепак доаѓа на различен начин во допир секој на различен начин, или тоа го прави во контекст на првото изложување на Битлси. Најчесто тоа се повозрасни слушатели, нивни сугестии, нивните плочи, може би касети или каков и да е носач на звук со кој што се индоктринираат новите генерации. Не е таков случајот со мене, затоа што моите родители немаа познавање од рок-н-рол и само како термин може би го има слушнато и тоа како непознат термин и го користеа. Меѓутоа, вујкото и таткото на мојот најдобар пријател беа рокери и ги слушале Битлси страствено на времето, па се снабдивме со едно CD на нивните најдобри хитови, со оглед на тоа што колку и да се кратки нивните композиции, се изнаслушавме голем дел од нивната музичка палета, па кога дојдов на факултет се посветив да ги преслушам од албум до албум, за да ја согледам пред се нивната убавина и да категоризирам што точно кога како правеле. Така што денес ги имам преслушано барем поеднаш сите нивни композиции од нивниот каталог и имаат одлични албуми. За себе имаат и делумно заборавливи албуми, но тоа што се памти од нив дефинитивно е врвно музичко богатство. Не е хронолошки изборот на композициите во оваа ТВ серија, која што меандрира разговорот помеѓу Пол и Рик и знае Пол да прераскаже приказни кои што со години ги повторува, но ништо од тоа не е на одмет, затоа што 79 годишниот старец треба да се присети како му паднала, например, идејата на некоја песна која што има напишано пред 60 години. Верувам дека не се сеќавате вчера што сте вечерале, а не пак да памтите настани пред повеќе од половина век, мислам. Така што убаво е да се биде нем наблюдувач на овој дискурс, проследен со повремени монтажни решенија од видеоклипови од минатото на бендот. Секако прекрасна е приказната кога наизуст го научил Џими Хендрикс Сарџент Пепер во целост, по слух да го свири во мигот кога се појавил со оглед на тоа што како се развила фама за постоењето на самиот албум и човекот едноставно го научил како да го свири ова маркантно дело. Френк Маршал и Питер Берг го продуцираат серијалот, која што е топла препорака како едно загревање за сето тоа што може денес да се погледне и една реминесценција за сето тоа што го има за себе оставено Битлси. Едно 3-часовно уживање, кое што го ценувам како 9 од 10
и може условно кажано да го земете како најава за тоа што следува продолжение на емисијата, а тоа ќе биде анализата на Get Back, односно документарниот серијал за кој што ќе ви говорам кон крајот на емисијата. Меѓутоа, тука ќе направиме еден поголем музички блок со тоа што ќе слушаме по диверзитетен избор од композициите кои што се обработени од страна на автори кои имаат огромен почит кон делото на Битлси. Една од нив е Арета Френклин, која што во продолжение слушаме како ја изведува Let It Be од албумот Come Together, a Soul and Jazz Tribute to the Beatles. Потоа ќе слушаме една латино верзија на Get Back, потоа ги слушаме гранџерите Pearl Jam и Soundgarden, едните со I've Got a Feeling, а другите со Come Together. Една композиција издвоив од Abbey Road, Tribute to the Beatles, New Abbey Road се извинувам, Tribute to the Beatles, тоа е еден сплет кој што го прави Фил Колинс, како негов учинок, односно негово гледиште на делото на Битлси, и потоа имаме прилично доста метал обработки, односно тука ги имаме Halloween, Soul My Loving, Биталика се извинувам, односно бендот кој што е под силна амалгамирање на Металика и Beatles со I Wanna Choke Your Band. И слушаме Ghost потоа со Here Comes the Sun и Motley Crue со Helter Skelter, и ако имаме време тај понекад ви слушаме со нивното прекрасно медли кое што е составено од Day Tripper, од If I Needed Someone и I Want You, She's So Heavy. Потоа слушаме најавата за Get Back. Уживате во овие прекрасни обработки на The Beatles. Вие слушате радио Канал 103, ова е 63-тото издание на емисијата ТВ 103, посветено на две документарни ТВ серии кои што од различен аспект ја разработуваат популарноста и пред се значењето на бендот Beatles, а за самиот крај на емисијата ќе ви говорам за Get Back, кој е документарен мини-серијал кој го режира новозеландскиот хорор режисер Питер Джексон, човекот кој ги има реализирано Bad Taste, Brain Dead, The Frighteners, Meet the Feebles и Lord of the Rings трилогијата. За потребите на Disney Plus стриминг каналот ја реализира ТВ серијата Get Back, продуцирана од страна на Маккартни, Ринго и Јоко Оно. Се разбира, Дизни се единствените кои имаат доволно средства на располагање за да се дограбаат до правата за еден од најзначајните рок-н-рол бендови на сите времења, па не е никакво изненадување што тие технички стојат за двете серии за кои што ви говорам денес. Меѓутоа на Джексон му е доверен 60 часовен видеоматеријал кој стоел во бункер, односно материјал кој го има режирано Майкл Линдси Хок, човекот кој го реализираше рок-н-рол циркусот на Rolling Stones, како што Ленон неколку пати во овој документарец ќе потенцира директно во камера, и покрај музичките соработки Линдси кој што ги има со Нил Јанг и Ху, тој е режисерот на одличниот The Object of Beauty, филм за кој што го рецензирав во мојата друга емисија Данс е Макабре, како дамнешен пандан на Uncut Gems. Майкл искористи многу мал дел од материјалот за 80-минутниот документарен филм за снимањето на Let It Be, кој бил емитуван 1970, па кој го гледал, но за нас останатите да не остане материјалот неискористен, најмене Питер Джексон да даде малку поширока рамка на наративот за и околу снимањето на последниот албум и пред се фамозниот концерт на кровот на зградата на Apple. Тоа значеше дека Питер Джексон го сортираше материјалот во време трајање од 3 2,5-часовни епизоди, но се сосредоточи и речиси 8 часа материјал кој мене ме остави без пиење вечерта кога го гледав до изгресонце. Зашто воопшто не зажалив, ако може воопшто да се каже дека изгресонци има во ова сивило во кое што се будиме денес. Викенд беше и тој маратон ми беше еден од најисполнителните кои сум ги имал во последно време. Препорачливо е да го гледате епизода по епизода, ги има 3 во број, ама Питер остава таков клифхенгер
така што, например, при крајот на првата Харисон си оди од бендот и ги остава на цедило останатите музичари, а во последниот, нели, сакате да го погледнете концертот во целост и што се случува всушност со полицијата која што не е информирана за неговата изведба, реализирано во поделен екран. Така што не би ве оставил рамнодушни овој филм, како што тоа мене ми го направи, односно овој серијал. Прикажан беше на 25, 26 и 27 ноември по една епизода оваа година на Disney+. Комплетирајќи се на 27 ноември, си го почекав и го гледав во една саботна ноќ, односно веќе разденета недела, ако ви се верува. Не го препорачувам овој начин на гледање, ама што да ви кажам, ненаситен сум кога има квалитет во прашање и не можев да ги оставам работите неразрешени. Станува збор за документарен филм за документарец, односно во кој реставрирани се снимки од 21 ден пред прошталниот концерт на Битлси, на кровот на зградата на Apple. Recordings целта е да се демонстрира дека митот, дека не сакале очи да си видат членовите на бендот, го побива овој филм, односно оваа серија, кај што најпрвен се прават проби на материјалот во Твикенхам, во еден голем склад, кај што бендот се подготвува за да изведе свој виден ТВ концерт, па треба бина да се гради, додека нели се создава новиот материјал, но насреде една од пробите, на Харисон му пука филмот и не може да излезе на крај со тврдоглавоста и контроливоста за компонирање која што е поседува Маккартни и си оди од бендот буквално една недела пред концертот во тие простори, потоа го молат да се врати назад и од хангарот се селат во подрумот на студиото Apple, кај што ги продолжуваат сесиите додека не дојдат до одличната идеја продуцентите и им предложат да го крунисаат пред се создавањето на новата музика на бендот со концерт на самиот кров, со кој се разбира дека не ги известуваат властите за неговото одвивање. Земете предвид историски контекст, дека во тој период Битлси и не секој знае колку концертно активни губат постепено релевантност затоа што доаѓа нели хипиерата и не може да се најдат со новите текови и трендови и ако ги следат, преку глава им е дојдено свирењето на секаде низ светот и сакаат само да го завршат албумот и да си продолжат секој на свој пат со своите предизвици, се разбира засемно. Пол и Џон не ни пишуваат повеќе заедно композиции, а не сака Пол да му даде слобода на Џорџ Харисон, кој го интересираат индуси и други соработки кои што ги реализира со помлади музичари и ова е едно од нивните последни ура, ајде така да го наречеме, односно фантазираат пред се и за изведба на концерт на ископени во пустина, некако си своевидна Хераклеја, која што би ја посетиле, потоа фантазираат дека на ливада сакаат да настапуваат, значи се само ТВ концертот во студио да не го свират. Па идејата која доаѓа до Пол за промо концертот на кровот е доловена од страна на Џексон во успорена снимка со подигнување на веѓите на Пол и на тој начин или се раѓа и се создава легендата за овој неповторлив концерт. Снимаат од почетокот на јануари 1969 година до 31 јануари, заклучно со самиот концерт. Ако 3 часа дружба со Маккартни и Рик Рубин ви беше малку, тогаш имате 8 часа дружба со целиот бенд. Буквално не баре се наоѓате на нивна проба, што ми изгледаше доста нереално, бидејќи боите се вибрантни, реставрацијата е умоболна, како да е вчера снимен материјалот и дури има и скриени микрофони и камери со тоа што има нели компензација на аудио материјалот за кој нема видео материјал, со транскрибиран текст од расправиите кои што се воделе, со оглед на тоа што не би си земале слобода да дискутираат како што би дискутирале натуралистички доколку не би имало уред за снимање. Тоа најдобро го знам од моите емисии, заради тоа што еден микрофон менува многу, а може да ја замислите колку па една камера ја руши таа хармонија помеѓу Битлси кои што
веќе имаат зад себе неколку филмови, концертни настапи, знаат како да се постават со камера која е во близина да ја занемарат, без разлика на тоа што Ленон си поигрува на секоја можност во која што тој се изложува на објективот на линзи. Меѓутоа има работи кои што и тие не би сакале да излезат во јавност, меѓутоа се уловени од страна на скриените микрофони. Сепак, ова е уникатен поглед на динамиката на бендот, која што ниту еден репортер во минатото не успеал да ја пренесе во целост со севкупниот вокабулар на зборови, како што можеме да слушнеме додека, нели, Пол ги чита рецензиите за самиот бенд. Јоко ја има во секој кадар во близина на Џон, си ја заземе улогата на фикус, додека не го земе микрофонот во рака и почне да мјаука, пошто нели е препознатлива во тој пластикон бенд. Доаѓаат на посета и останатите сопрузи и деца, едноставно сите уживаат во пробите, а најмногу јас лично уживав кога си се смејат на собствените стари композиции и ги пеат и ги свират со извитоперени гласови. Со оглед на тоа што очигледно дека дојде им се преку глава од милионските изведби кои што ги имаат за себе и само на пародичен начин, односно автореференцијално може да си допуштат да ги свират композициите од почетокот на нивната кариера. Дури се навраќаат на некои кои што ги пишувале во зачетокот пред да станат Битлси. Секако најголем бисер е можноста, нели, да се погледне во недоработените композиции, како што се Let It Be, Dig Up Pony и Get Back, во кои, например, Пол се обидува Џоџо да го смести во Тусон, Аризона, што прекрасно делува, како што можевте да самата најава да ја слушнете за серијата. Сведочиме на едно музичко волшебство, ама некако не знае зошто би заминал Џоџо Тусон, Аризона. Му треба добар повод да го напушти родното место. Очигледно песната го имаат решено на интригантен начин, меѓутоа додека дојдемо до тоа решение, поминале низ други ќорсокаци, како што може да забележите од самата серија, и гледаме млади момци кои што уживаат во меѓусебното присуство, се присетуваат на тинеџерските песни кои што ги создавале Маккартни и Ленон пред да ги удри славата во глава, коваат нов материјал, соработуваат со секогаш насмеаниот, односно одлучниот клавиатурист Били Престон, без кој не би звучал албумот како што звучи денес, и можеме да забележиме дека по смртта на Брајан Епстин, како што самите ќе коментираат таткото на бендот, има еден вакуум кој ги држал како досега човекот ги држал како целина, меѓутоа се создава тој вакуум и тоа не може да го прави Џорџ Мартин, например, кој секогаш е тука со сугестии, но не и да ги искара за да се средат и да се вразумат, а на полуочајно му требаат некакви бенчмаркови за искачување, односно за мотивирање за да ја задржи пред се кохезијата на бендот во една целина. Ова не е првата реставриранчка работа на Джексон, затоа што тој со години работеше на воениот They Shall Not Grow Old и техниките на реставрирање ги примени во овој 60 часовен видео и 150 часовен аудио материјал кој што го добива на располагање. Тоа значи дека 4 години го има монтирано овој материјал и се надевам дека некаде се крие во неговиот дом екстензивен рез од материјалот, затоа што со денови би гледал дружби со дечките од Битлси и би се смејал на нивното поигрување со севкупниот каталог на изданија кои што го имаат зад себе. Така што ова е едно од најзначајните дела кои се појавија во текот на оваа година од рамките на музичкото архивирање, пред се со оглед на тоа што овој видеоматеријал мораше да допре на виделина и да биде на најдобар можен начин исполиран и составен во една целина, што мислам дека Питер Џексон брилијантно го направи ова дело кој што се уште не сме свесни која е неговата големина, така што од мене има тие 10 од 10 кои што се повеќе од заслужени.
Така што вие го слушавте 63-тото издание на емисијата TV103 со Златко Ѓелевски, кај што детално ги анализирав погодностите и недостатоците на првата сезона на McCartney 321 и Get Back. За самиот крај на емисијата ќе слушнеме неколку композиции кои што се наоѓаат на трибют албумот за Beatles, односно првиот и вториот диск на String Quartet, односно слушаме инструменталните верзии со помош на жичаните квартети. TV103 е уникатен сигнал кој се појавува секој четврток на оваа фреквенција и во рок од 2 часа ви нуди длабински поглед во значењето на актуелните ТВ серии. До наредното издание, гледайте ТВ серии и останете вклучени. Чао, чао.